Територијалната противпожарна единица од Кочани ќе добие ново теренско интервентно возило како донација од Швајцарската агенција за развој и соработка. Поддршката е во рамки на проектот за јакнување на општинските совети, што се спроведува преку програмата за развој на Обединетите нации и UNDP. Донацијата е во вредност од околу 1.800.000 денари во нето износ, а со неа кочанските пожарникари ќе добијат возило што ќе може да се користи при гаснење пожари и други интервенции на тешко достапни терени. Возилото е од јапонскиот производител Исузу и располага со кабина за 5 лица, како и дополнителен простор со носивост од 1 тон за сместување на неопходната опрема за интервенции. Се работи за најнов модел од типот D-Max со погон на сите 4 тркала и со дизел мотор што ги задоволува Евро 6 стандардите. Обврска на локалната самоуправа на Кочани е да ја обезбеди опремата и нејзиното вградување, со што ќе се постигне целосна функционалност на возилото. Од територијалната противпожарна единица истакнаа дека иако веќе во функција е едно такво возило од марката Toyota, сепак, набавката на уште едно била повеќе од неопходна со оглед што кочанските пожарникари покриваат терен на 3 општини, а често им помагаат и на колегите од соседните противпожарни единици. Паралелно со опремувањето, неопходно ќе биде во наредниот период бројно да се зголеми и кадровската екипираност. Во тие рамки, интензивни се подготовките и помошта за волонтерите од Доброволното противпожарно друштво, од каде може да се преземе веќе обучен кадар. Согласност за новото противпожарно возило, донација од Швајцарската агенција за развој и соработка, треба да даде и Советот на општина Кочани, поради што ова прашање е дел од дневниот ред на седницата, што е закажана за во вторник. Советот на општина Виница ја одржа третата редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа рекордни 60 точки. Најголем дел од нив се однесуваа на предлог решенија за именување нови членови во управните одбори на училиштата и другите институции од јавен карактер, чиј основач е локалната самоуправа. Покрај тоа беше усвоена и одлука за парцијална измена на генералниот урбанистички план на Виница за блок 4, чија површина е над 35 хектари. На овој простор предвидени се 2 парцели со намена за лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта. Со тоа ќе се задоволат потребните предуслови за развој и искористување на потенцијалот на компаниите. Истовремено се отвора можност општината да распише јавна објава за отоѓување градежно неизградено земјиште во сопственост на Република Македонија. Членовите на Советот на општина Виница едногласно ја усвоија и програмата за одржување на комуналната хигиена во зимски услови за тековната година. Со неа е предвиден обемот, динамиката и начинот на одржување на општинските патишта и улиците, навременото обезбедување на потребните количини сол и песок, како и одржување на механизацијата. По иницијатива на градоначалникот Миле Петков, Советот го прифати и предлогот за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу општините Виница и Кочани во областа на внатрешната ревизија. Со договорот, ревизорите од општина Кочани треба да извршат ревизија на финансиското и материјално работење на општина Виница, како и на институциите што се под локална надлежност. По привремениот застој продолжуваат градежните работи на новата коловозна лента од улицата Стево Теодосиевски, со што таа ќе добие булеварско решение. Од локалната самоуправа на Кочани информираат дека в недела во периодот од 9 до 16 часот екипи на корисничкиот енергетски центар на електродистрибуција од Кочани ќе изведуваат земјено-градежни и електромонтажни работи. При тоа ќе се работи на дислокација на постојната електроинсталација за старото јавно осветлување, како и на столбовите и доводите за снабдување со струја на околните објекти. Во известувањето од општина Кочани се апелира до сите учесници во сообраќајот за зголемено внимание и предпазливост, а токму в недела по можност да се користат други сообраќајници. Подготвителните работи за проширување на оваа улица како приоритетна инвестиција почнаа пред околу 2 години со експроприацијата на земјиштето и рушењето на старите и дотраени куќи, за што беа потрошени 6.400.000 денари од општинскиот буџет. Изградбата на втората коловозна лента пак почна во текот на ова лето. За реализација на целиот инфраструктурен проект со кој се очекува значително да се подобри протокот на сообраќајот во централното градско подрачје, наменети се 10.550.000 денари.
Во сообраќајното решение е вклучена и изградба на 2 нови кружни тека, кај двојниот мост и кај агенцијата Велјан. 600.000 денари се планирани да се потрошат од буџетската сметка на општина Кочани за ангажирање фирма која ќе врши заловување и третман на бездомните кучиња. Сумата е определена со програмата за наредната година за контрола на популацијата на овие животни на територијата на општината, а со која се предвидува хуман третман, односно нивно згрижување и заштита. Програмата ќе ја реализира комуналното претпријатие Водовод, при што тоа ќе има и задача да спроведе постапка за јавна набавка за извршување на услугите. Избраниот оператор кој ќе ги обезбедува шинтерските услуги ќе треба да ги заловува кучињата, да ги вакцинира и стерилизира машките и женските единки, да обезбеди активност за вдомување или чување на животните, а доколку е потребно, можна е еутаназија. Исто така, вклучена е и обврската за микроочипување и времено маркирање, а по третирањето дел од кучињата да бидат вратени на местото на заловување. Покрај тоа, од вкупната сума наменета за реализација на програмата, предвидено е да се издвојат 40.000 денари за подигање на јавната свест на граѓаните преку организирање јавни настани и манифестации за одгледување и вдомување кучиња и за други непредвидени трошоци. Со законските одредби, доколку локалните самоуправи во државата не преземат мерки за решавање на проблемот со кучињата скитници, ќе бидат казнети. За сега не може со сигурност да се каже колкав е бројот на бездомните кучиња што скитаат по улиците на Кочани, но со акциите за нивно заловување, вакцинирање и стерилизирање може до некаде да се намали опасноста од напади врз луѓето. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги повикува фармерите кои од почетокот на оваа година до крајот на септември набавиле педигрирани хибридни чистокрвни свињи или пак пчелини матици од одобрени одгледувалишта да поднесат барање за добивање финансиска поддршка преку мерката инвестиции во модернизација на земјоделски стопанства. Средства да се обезбедени од програмата за рурален развој, а право на аплицирање имаат сите земјоделски стопанства кои се запишани во единствениот регистар. Регистрираните земјоделци кои набавиле пчелини матици ќе може да добијат поддршка до 600.000 денари по корисник, додека поддршка до 6,5 милиони денари по корисник ги следува сите кои набавиле чистокрвни или хибридни свињи, назимки или нерези. Финансиската поддршка се исплаќа по принципот на кофинансирање на веќе завршени и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 50% од вредноста на одобрени прифатливи трошоци за реализација на оваа инвестиција. Ставката за кофинансирање ќе се зголеми на 55% поврат на прифатливата сума во случај кога инвестицијата е реализирана од страна на млад земјоделец, а до 60% од прифатливите трошоци за сите фармери кои имаат инвестиции во подрачја со ограничени можности. 75% поврат на прифатените средства за инвестициите ги следува фармерите кои инвестирале во недостапни рурални заедници. Сите заинтересирани потребно е барањата да ги поднесат електронски по извршена регистрација на веб страницата на платежната агенција. Еден барател може да поднесе само едно барање за една мерка или најмногу 2 барања за различни мерки, земајќи ги предвид и другите мерки од програмата за рурален развој за оваа година. Крајен рок за доставување на барањата е до 31 декември. При тоа, важно е сите апликанти да ги подмириле финансиските обврски кон Министерството за земјоделство, кон јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, како и намерени обврски кон водостопанските претпријатија. И покрај снегот и зимските услови, членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово со традиционално зимско искачување на највисокиот врв на Осоговските планини, Руен, ќе ја завршат оваа календарска година. Освојувањето на Руен се планира за наредниот викенд, а тоа ќе биде последното зимско искачување во оваа година. Освојувањето на височината од 2252 метри треба да се реализира в недела на 26 декември, а тргнувањето е од градскиот парк во 6 часот наутро. Поради ниските температури и длабокиот снег, акцијата се однесува за добро кондицијски подготвените планинари, кои покрај тоа треба и задолжително да поседуваат зимска опрема. Секој заинтересиран кој сака да се вклучи во маршот, своето учество треба да го пријави кај претседателот на клубот Тошо Антов.
Инаку, Светскиот ден на планината, планинарскиот спортски клуб Осогово го одбележа со учество на повеќе членови на различни локации. Една група пешачеше од Скопје до Матка, а втора од Матка до Света Богородица, како и до црквите Свети Спас и Свети Андреја. Третата група на планинарскиот клуб од Кочани беше учесник на маршот на Шар планина со искачување на врвот Љуботен.